благодарам за поканата. Јас сум Иван Чорбев и сум професор на Финки факултетот. И дојдов тука да зборуваме малку за вештачката интелигенција и како тоа сега во современото живење почнуваат младите да ја перцепираат како некаков митско суштество, некој можеби замена за Бог. И тука има некои ризици кои би требало да ги адресираме, од друга страна треба да бидеме свесни дека е тоа мокна алатка која може да им помогне на човештвото и на луѓето по-добро да живеат, поефикасно да работат, повеќе да создаваат. Сега пред да зборувам за етичките импликации на вештачката интелигенција, редно е малку да се запознаеме што е тоа вештачка интелигенција и барем тоа што денес го перцепираме како таква. Зборот вештачка интелигенција не е од пред пар години, уште во 1956 година во една летна школа на еден американски универзитет, еден од истражувачите ја поставува како концепт и низ минатото вештачката интелигенција била предмет на истражување на неколку различни начини или со неколку различни природи. Кога јас учев за вештачка интелигенција, професорот ни рече дека вештачка интелигенција се смета она истражување во информатиката за некоја проблематика која се уште не е разрешена, не е успеано да се направи ефикасен алгоритам, нешто да се постигне. Откако ќе се проблемот реши, тоа веќе не е вештачка интелигенција, туку е некаков веќе алгоритам. Например, шахот, кога беше борбата дали компјутерот или човекот ќе победи, тоа се сметаше своевремено за вештачка интелигенција, ама кога компјутерот Deep Blue или како се викаше, го победи Каспаров или кој беше шахистот, веќе не е тоа предмет на некоја научно-истражувачка работа, веќе тоа е еден софтвер кој може да го симнеме, да го инсталираме, не е веќе интересно. Повеќе природи имало за вештачката интелигенција да се развива во минатото. Пред години тоа беа експертни системи. Ке поканиш експерти, доктори, да го искодираат своето знаење во некој софтвер, ако има температура, и ако го болат зглобовите, и ако ова, тогаш е грип. Значи, човечки експерт да создаде еден експертен систем, кој што ќе им помага на помлади доктори, например, да донесат одлука за диагноза или за терапија. Еве, ако е таа бактерија и тоа, тогаш овој антибиотик и слично. Она што и тука се постигнува одредени успеси со ограничен ефект има. Она што денес се третира за вештачка интелигенција, овој бум што го доживуваме овие пар години, е базирано на машинско учење. Значи, огромни податочни множества, кои се повеќе достапни, да се процесираат, да служат, да се обучува од нив некакво знаење да се извлече. Знаење што може би сме ги имале, но и знаење што не сме знаеле дека постојат, а се вградени во тие податоци. И тоа е денес вештачка интелигенција и тоа е она што е некоја buzzword, да го наречам сега, или масовна хистерија, од друга страна. Само иначе морам да напоменам дека во овие добри 70 години како концептот на вештачка интелигенција постои, секогаш има така наречени успони на огромни ветувања и падови на депресија. Се воведува нова технологија, нова идеја во вештачката интелигенција и сите мислат дека тоа ќе биде решение за сите наши проблеми, ќе се открие лек за сите болести, ќе се направи не знам што, за потоа да се покаже големо разочарување, бидејќи тоа ветување не ги испорачало своите ветувања и потоа има депресија на паднат, значи како некаков график е тоа, плато на големи очекувања, па пад на разочарување, па големи очекувања, па пад. Сега живееме во едно успон на огромни очекувања, дека ова денешна модерна вештачка интелигенција, односно ChatGPT или Gemini или слично, дека тоа ќе ни ги реши сите наши проблеми и сега наеднаш ќе ги замени сите работни места, ќе му помогне на луѓето да бидат по-успешни и така натаму. Впрочем, патем, не е само со вештачката интелигенција тој проблем, туку и со многу други технологии.
например, интернетот, кога се појавуваше World Wide Web, мислевме дека тоа ќе овозможи достап до знаење на сите, внимателно да се проучуваат поефикасно и побрзо значајни дела од значајни автори, знаењето ни е на достап, секоја информација ни е на еден клик. А каде сме сега? Истиот тој интернет, доминантно таму се лажни вести, порнографија, најпребаруваниот збор на Google Search е секс, не е смислата на животот, ме разбирате. Така што сите технологии имаат предности и мани. Што не значи дека технологијата треба од старт да ја исклучиме. Ние сме масовни корисници на бројни технологии денес, кои колку што се корисни, толку се и убиствени. Еден автомобил земете го во предвид, повеќето од нас тешко би живееле без автомобил, имаме можност денес да сме тука, утре да сме во Охрид, заутре да сме пак тука, се благодарение на автомобилот и масовно го користиме, од друга страна масовно се гине од истиот тој автомобил и сега не значи дека треба ад хок да ја технологијата отфрлиме и да се откажеме од сето тоа, дотолку повеќе што сведоци сме исто така дека светот е глобализиран, голем и дека влијанијата се различни во различни делови на светот и дури ако одредена група на луѓе или припадници на одредена религија или припадници на одредена држава или континент или некоја унија, ако решат да не истражуваат во насока на вештачката интелигенција или која било некоја технологија, некој друг на светот ќе истражува. И ќе се јави еден технолошки јаз, кој што потоа може да се злоупотреби на овој начин или друг. Значи не можеме да бидеме слепи и ограничени и да не проучиме што се случува, затоа што некој друг проучува и ќе бидеме затечени. Нели, има во историјата на човештвото многу случаи кога технолошки доминантен регион ќе колонизира или подчини некој друг регион кој што технолошки заостанува. Така што не смееме да си дозволиме да не учиме, проучуваме, истражуваме и нормално колку што можеме да ги регулираме проблемите кои потекнуваат од технологијата и со некакви контролни механизми да ги спречиме екстремните злоупотреби и злонамерности. Еве зборувам за технологијата, за автомобилите зборував, дека се убиствени и корисни. И ние се обидуваме преку некаква регулација, еве сме сведоци сега за овој тука системот Safe City, се обидуваме да контролираме брзината на автомобилите, се обидуваме да контролираме техничката исправност преку оние сервиси годишни, односно регистрација и технички преглед, за да ги користиме бенефитите на автомобилот, ама од друга страна да ги заштитиме луѓето, од најмногу децата, од штета. Така што вештачкава интелигенција е некаков предизвик, некаква голема можност и голем ризик. И ние треба да колку можеме и умееме да ја користиме за бенефит на човештвото, ама да пробаме да исконтролираме да не биде злоупотребена за штета на човештвото. Сега да се навратам на воведното запознавање што е тоа денес вештачка интелигенција. Овие огромните компании го даунлодираат целиот интернет, еве така вулгарно да се изразам, и при тоа даунлодира симнаа на своји огромни сервери, се што легално смеат да симнат и многу работи што и туѓо интелектуална собственост што и не смеат да симнат. Симна и агрегира кај себе од романи, нели религиозни написи, белетристика популарна, светска, но и блогови, новинарски написи, социјални медиуми, објави, сите постови на Твитер, на Фейсбук, на се што може и не може, легално и нелегално, фотографии и слики. Имајќи го на мокни сервери со голем капацитет сето тоа симнато, сега почнуваат со алгоритми за машинско учење да создаваат модел, односно некаков јазичен модел се вика, некаква мрежа од неврони
која што ќе се обучи со сите тие знаења. Значи станува збор за една статистичка обработка на тие податоци. Никаква когнитивна функција нема во тие алгоритми. Тоа е само математичко усреднување. Статистика некаква. И мора да знаеме дека сето тоа што е симнато таму, освен што е полно со битни информации и со убави мисли, полно и со многу злоба, со говор на омраза, со расизам, со непријатности од секаков вид. И сега нормално кога земаш средна вредност од еден огромен податочно множество, ќе земеш и многу од овие негативните нешта. Што се тоа невронски мрежи? Тоа е многу стара технологија од пред 30 на 40 години, кога се обиделе научниците да го емулираат функционирањето на невроните во човечкиот мозок, некаква точка во која влегува некој сигнал и во зависност од сигналот се избира да се оди во една насока или во друга. Тоа е многу примитивно, ама со мокни компјутери ако ставиме секвенца од многу такви неврони, хоризонтално и вертикално, ако направиме мрежа од милиарди такви неврони, тогаш веќе можеме тие коефициенти во секој неврон да ги тренираме на база на вакви огромни податочни множества. Она што сакам да ви кажам е дека тука не треба да се залажуваме, а многу е лесно да се залажеш, кога комуницираш со некаков таков систем од денешната вештачка интелигенција, да почувствуваш дека некој таму нешто мудро ти зборува, или дека има некакво битие, некаков живот во себе, некаква душа. Тоа да не ни помислуваме, да не се лажеме дека е нешто повеќе од најобичен калкулатор. Разбирате? Еден модел на статистички обработени, ама огромни податоци. Зборуваме за милиарди книги, текстови, кои што се isprocesirani со 6 месеци трае тие процесирања на сервери кои не може да ги замислиме колку се големи, огромни хали, толку многу струја потрошуваат, што цели термоцентрали се потребни да ги напојуваат, па уште толку централи да ги ладат тие процесори кои се прегреваат. И сето тоа е само една математичка, статистичка обработка на податоци и она што вие го добивате како одговор е генерирање реченици со предвидување на кој е најверојатниот следен збор кој вие сакате да го чуете. Значи, тоа само ги гради зборовите, немој да мислите дека некој позади нешто разбира, нема никаква семантика во тоа, само синтакса. Значи, системите за генеративна вештачка интелигенција само го предвидуваат најверојатниот нареден збор кој се очекува во секвенца од зборови од оној тип за кој што вие сте побарале текст. Само предвидување на најверојатниот нареден збор. Како ако сте пребарувале на Google, тоа уште во минатото го има, кога ќе напишеш how do I и тој го предвидува наредниот збор score girls, buy pizza, значи најчестиот збор кој што вие го очекувате, ништо повеќе од тоа. Нормално, тоа е огромно и мокно и тоа статистичко предвидување многу умешно тоа го прави, меѓутоа како и со се во животот, како што мора да погледнуваме лево и десно кога преминуваме улица, така треба и во денешно време да научиме како да го користиме бенефитот од постоењето на таа вештачка интелигенција, а да се заштитиме од ризиците. И веќе ви споменав, во сите предрасуди кои постојат во тие множества податочни, потоа се отсликуваат во одговорите кои ги добиваме од тие системи на вештачка интелигенција. Кога зборуваме за предрасуди во податочни множества, еве ќе ви илустрирам. Ако развивате софтвер за во банките, да им помага на банкарите да одлучува дали ќе даваат кредити или не на одреден барател за кредит. И нормално во Америка се прават овие истражувања.
И ги давате на софтверот сите стари издадени заеми на баратели и очекувате софтверот да научи како да дава заем, дали да одобри или не. И сега новиот софтвер од банката лесно дава кредити на 45 годишни белци, а никако не дава кредит на црнец. Зошто? Така научил софтверот. Затоа што човечките банкари претходно одобрувале кредити на 40 годишни белци, не давале на црнци. Тоа е таа предрасуда која инхерентно постои во оригиналното податочно множество, кое потоа тој алгоритмот статистички обработувајќи ги, така заклучил дека не треба да дава. Може би причината оригинална, ја разбирам. Причината оригинална била што белците имале подобра заработка, а црнците биле секако задолжени, ама тука влегуваме во оној јајцето или кокошката, кој виновен имаат пониско ниво на образование и така натака. Но, сакам да кажам тоа, дека треба да внимаваме, сите предрасуди вградени во податочните множества кои постојат, се отсликуваат потоа во таа вештачката интелигенција. Да сумирам само, значи тие големи јазични модели, ChatGPT е популарен, Gemini е исто така, има и од Кина, нели DeepSeek, има од Facebook еден Lama. Тоа е се само статистичка веројатност кој нареден збор се очекува да се создаде во дадениот контекст на дискусија, а никакво некакво разбирање. Значи тоа е само синтакса, а не е семантика. Машината манипулира само со символи, ама нема разбирање за некакво значење. И тоа се вика антропоморфизам. Значи, оваа денешна вештачка интелигенција е антропоморфизам, а не е никаква реалност, не е некакво битие. Тоа е една имитација на човечки разум и се додека сме свесни дека е тоа имитација и се додека со соодветен сомнеш го користиме бенефитот, а го отфрламе ризикот, можеме да бидеме паметни врска со тоа. Она што сакам да заклучам е да се внимава на опасноста од тој дигитален бог или некој месија мислат дека вештачката интелигенција е некој дигитален бог сега и младиве почнуваат да го прашуваат за се и се што. Како да запознавам нови луѓе, како да се дружам, како да сготвам граф, го прашуваат за се. И треба да внимаваме на младите да им ја пренесеме таа порака дека вештачката интелигенција не е некој митско суштество, семоќен, сеприсутен бог, дека алгоритмот не е семоќно суштество, доколку дека најобичен алгоритам, компјутер, статистичка пресметка на нешто. Тоа не е алатка во секојдневната работа, а не е никаков господар. Иначе многу бенефити може да има со дигитализација на ракописи, достапност на знаењето, преку интернетот и вештачката интелигенција може да се приближи до младите, до луѓето, верските написи, статии, ме разбирате, може и бенефити да има тука црквата, не е дека е само чисто зло, туку може да направи попристапна верата до младите и до луѓето генерално. Меѓутоа, сепак треба да се разграничи што е можно онлайн да се прави, да се комуницира со верниците слично, а што мора сепак физички. Физичката интеракција меѓу луѓето е незаменлива. Уште еден ризик, еве ќе си дадам уште половина минута, се извинувам, преку онлайн комуникациите луѓето, младите особено, забораваат да комуницираат. Забораваат да никогаш не научуваат да читаат говор на телото, да не можат во очи да се погледнат, затоа што целата комуникација ја прават на четбот, на четови, на Viber, на WhatsApp и со веќе и не со друг човек, ај барем на Viber комуницираш со друг човек и го замислуваш како пишува, го познаваш, си го видел. Сега веќе комуницираат со AI и не ни замислуваш со кого зборуваш, треба да замислиш една серверска фарма. Така да заклучам, од Солуњаните некој цитат најдов: се испитајте, за доброто држете се. Технологијата е моќна, ама онтолошки празна. Треба, значи човекот е вистинско суштество, а не е робот.
А кога комуницираме со роботи, не треба да забораваме дека се тоа само машини, исто како ножички, како телефон, како некој микрофон, звучник и така натака. Се извинувам ако долго зборував. Ви благодарам за поканата уште еднаш, ми беше задоволство.